Поштовани гледачи на македонската телевизија, добро вечер и гледачи на македонската телевизија, добро вечер и добре дојдовте на фреквенцијата на МРТ каналот. Веднаш по најавата се вклучуваме во живо во салата Билјанини извори во Охрид пред почетокот на второто четвртфинале во рамките на кошаркарскиот куп на Република Македонија за природниот пехар на вечер. Се соочуваат домакинот, иако неофицијално, екипата на Амак СП од Охрид и тимот на МЗТ Скопје. Во претходните два одиграни надпревари во рамките на првиот надпреварувачки ден од 15 часот играа Вигор Скопје и Куманово во полуфиналето во женска конкуренција. Актуелниот освојувач на купот и на титулата минатата сезона, екипата на Вигор Скопје, немаше проблеми со противникот 68-50 од 17:30 во вториот надпревар од денешната програма, првото машко четвртфинале, Вардар Фен Индустри 73-89, иако резултатот него покажува тоа, изненади храбрата и импресивната игра на кошаркарите на Вардар против актуелниот двоен шампион на Република Македонија, но затоа нешто подоцна составите на двете екипи кои што ќе настапат во овој дерби надпревар, најинтересен од четвртфиналните средби за гостите, за МЗТ Скопје, Дарко Соколов, Едис Нури, Дејан Нешовиќ, Митко Гоџевски, Филип Кралевски, Дарко Радуловиќ, Никола Радојчиќ, Милорад Дамјанац, Синиша Аврамовски, Мирослав Деспотовски, Перо Блажевски, Милош Трајловиќ, предводени од Александар Петровиќ. За Амак СП, Ефтим Богоев, Джарид Фрај, Зоран Стојанов, Александар Совковски, Владен Гамбирожа, Иван Саздов, Дамјан Стојановски, Мирослав Чубрилов, Војдан Стојановски, Никола Кузески, Слободан Агоч и Дејан Вегов. На клупата на охридскиот тим Маријан Влазовски, судиската тројка, Крстевски, Денковски, Теофиловски, од Скопје делегат Макрадули Битова. Старт на второто четвртфинале, дуелот меѓу Амак СП и МЗТ Скопје, први во напад гостите Соколов. Со број 15 Трајловиќ, Блажевски,
до Дамјанац, неуспешни гостите во првиот обид, Фрај, Богоев. Топката е се уште кај Богоев, Стојановски, лична грешка во напад. Одлично се постави Милош Трајловиќ, прва лична грешка на надпреварот за Стојановски со број 10, тоа е Дамјан. Кошаркарите на АМАКСП влегуваат во овој дуел со пораз во последното дерби на гостувањето во Скопје против екипата на Фершпет Работнички, а не можеше и поинаку. Без Стојановски и без Чубрило. Нова лична грешка, две слободни фрлања за Фрај. Фаулираше со број 4 Дарко Соколов. Прв обид од линијата за слободни фрлања за американецот во составот на АМАКСП, непрецизен. Уште еднаш Фрај. Овој пат со кош за 1:0. Прв поен на надпреварот води АМАКСП. Екипата од Охрид се пријави како домаќин на лицитацијата на купот во просториите на Кошаркарската федерација, но подоцна поради финансиски проблеми се откажа. Кошаркарската федерација смогна сили и сепак овој завршен Final 8 турнир, четврти поред, ќе се одржи во нашиот туристички бисер во Охрид, трет пат во овој град, два пати претходно. Тука триумфира кошаркарите на Николферт. Стојановски, Агоч, некогаш играше во дресот на МЗТ Скопје, сега во Охридскиот тим. Уште една лична грешка со број 8 Филип Кралевски. И грешка на Фрај, му ја подари топката на Трајловиќ. Соколов, Блажевски, непрецизен од чиста позиција, кои имали контра за домакините. Агоч против Кралевски, сепак додавање за Стојановски, прецизен во првиот обид за 3 Дамјан Стојановски, тројка за АМАКСП, 4:0. Соколов, Трајловиќ, прецизен, враќа веднаш, 4:3, први поени за гостите, тројка. Богоев, Стојановски, Богоев, Агоч и Агоч за 3. Еве на шутеви од зад линијата, 6:25. Непрецизен домашниот центар. Нова шанса за гостите да поведат, непрецизен Кралевски во неговиот прв обид. Богоев. Агоч право во рацете на Соколов. Полуконтра за МЗТ Скопје, реализира Кралевски, прв кош за Кралевски, први поени, 4:5 и прво водство на МЗТ Скопје во дуелот со АМАКСП, второ четвртфинале во машка конкуренција. Во првото нешто потешко од очекуваното, во првите 3/4 Фени Индустри на крајот сепак славеше против Вардар. Уште една тројка за домашната екипа. Не успева Кралевски. Младен Гамбирожа, први поени за него, 7:5.
Фрај. Фрај против Кралевски изблокиран. Блажевски повлекува на спротивната страна и овој пат реализира Pero Блажевски. Први поени за нашиот репрезентативец за изедначување 7:7. Според форматот на надпреварување, во вториот надпреварувачки ден ќе играат Свислијан Пелистер и Вардар Осигурување. Веднаш по нив Фершпет Работнички и Торус. Тоа се преостанатите два четвртфинални дуели. Полуфиналето е закажано за 13 на 14 во 20 часот. Е финалниот надпревар во машка конкуренција. Претходно се игра финалето во женска конкуренција. Второто полуфинале кај дамите Билјана 006 против Младинец се игра утре. На линијата за слободни фрлања прецизен со број 8 Гамбирожа, четврти поен 8:7. Едно слободно од 2 за Гамбирожа, 4 поени, поен предност за МЗТ Скопје и лична грешка од Фрај над Филип Кралевски, ки има 2 слободни фрлања на спротивната страна. Беше задоволство да се гледа младата екипа на Вардар во претходниот дуел против шампионот и актуелниот клуб победник Фен Индустри. Најави Емил Рајковиќ дека неговиот тим не смее да го потцени противникот. Успеа во последната четвртина и во втората половина од третата да најдат инспирација по квалитетите кошаркари на Фен Индустри и да слават, но денеска во Охрид видовме една млада екипа со просек околу 22-23 години. Екипа што ветува, а ова е еден од двајцата браќа близнаци кој што настапува за Амак СП, Дамјан Стојановски, докажани и двајцата новите таленти на македонската кошарка. Богоев. За два Богоев непрецизен. Фрај ја собра топката, невнимателни кошаркарите на МЗТ Скопје. Стојановски, Богоев. Гамбирожа против Кралевски, оди сам, нема кош, скок за Трајловиќ. Прецизен Дамјанац, Милорад Дамјанац, прв кош, 10:10. Се игра изедначено во првите 5 минути и 20 секунди. Кош за кош. Стојановски уште еднаш за 3, овој пат преку обрачот. Соколов. Трајловиќ. Добива блокада од Кралевски. Ќе искористат при предноста на Кралевски над Стојановски. Кошаркарите на МЗТ Скопје 10-12, второ водство за скопскиот тим. За Кралевски ова е четврти поен. Фрај. Топка во аут, останува во напад. Екипата на Амак СП, двојна замена. Дарко Радуловиќ со број 9 и со број 10 во игра се Дарко Радуловиќ со број 9 и со број 10 Никола Радојчиć. Спрема 12, ново изедначување. Радуловиќ оставен сам, има добар шут, прецизен Дарко Радуловиќ. 12-15 одново води екипата на МЗТ Скопје, не смеат да го оставаат. Бекот на МЗТ домашните кошаркари има убиствен шут,
ако му тргне многу тешко може да биде сопрен. Бележиме уште една лична грешка. Останува 12-15, не успеа да реализира Ефтим Богоев. Направен престап при второто слободно фрлање. Во напад МЗТ Скопје има шанса скопскиот тим да ја зголеми оваа предност од 3 поени. Кралевски ја загуби топката, Стојановски најблиску до него. Добро беше затворен центарот на МЗТ Скопје. Богоев фаулиран од Дарко Радуловиќ. Нема обид, велат судиите, но поради бонусот сепак нема ни бонус. Како и да е, според судиската механика, ова е втор фаул. За Дарко Радуловиќ. Поречно Богоев, прецизен. Прв кош, 13-15. Радуловиќ. Не се решава за 3 Дамјанац. Трајловиќ, Дамјанац одново, Кралевски сам во рекетот, но присебен Стојановски. Има неспортска лична грешка, изнудена од страна на Дамјан Стојановски, многу итро, многу вешто, директно во својот противник, кој што се обиде да фаулира. Не затоа што е груп овој фаул, туку затоа што е неспортска намерата, ќе има 2 слободни фрлања и топка од страна за кошаркарите на Амак, односно за Дамјан Стојановски. Веќе постигна 5 поени до сега, една тројка, една шот поле. Перо Блажевски ќе се врати во игра на местото на Кралевски. Прецизен Стојановски, 6 поен. 14-15. Уште еднаш Стојановски, уште еднаш прецизен за изедначување. 7 поени за Стојановски, 15-15. Богоев. Нема шут од Богоев. Некоректно додавање за Агоч. Загубена топка. Соколов оставен сам на спротивната страна. Нема шут за 3 од Соколов. Радуловиќ играше со нога. Кој? Дамјан Стојановски, вели судијата Крстевски. Напад за Амак. Односно за МЗТ Скопје, простите. Блажевски. Радојчиć. Соколов. Радуловиќ, двајцата кои што во минатото го носеа дресот на Фен Индустри минатата сезона. Соколов во редовите на Струмица. Првата половина од оваа во редовите на шампионот. Дарко Радуловиќ има двојна круна со кавалеричкиот тим од минатата сезона. Кошчот ке важи. Нова лична грешка на Радуловиќ. Тайм-аут за Маријан Лазовски.
17-15 минута и 38 до крајот на првата четвртина од второто четвртфинале во машка конкуренција на 70-тото издание на Националниот кошаркарски куп за природниот пехар на вечер. Кош за Агоч и дополнително слободно фрлање во претходната ситуација под кошот на МЗТ. 3 предност за Амак, 18-15 за Агоч. Трет поен. Радуловиќ, Радојчиќ, Соколов играат своја една зона. Кошаркарите на Амак во рекетот фаулиран со број 12. Синиша Аврамовски, повратникот во матичниот клуб. Прецизен Аврамовски, прв кош и прв поен за центарот на МЗТ Скопје. 18-16. Два пати прецизен, 18-17. Два поена за Аврамовски. Совковски. Има тројка за Александар Совковски и тој одличен шутер. Ако се намести, нема спас, особено кога е оставен сам. 21-17. Топка во аут. Грешат кошаркарите на МЗТ. Нов напад за Амак СП и нова шанса да се зголеми оваа предност, која што во моментов е 4 поени. Почна последната минута од првиот период од овој надпревар. Елиминацијски куп средби во кој што се е можно. Ова е дерби на првиот филтер. Фени го совлада Вардар. Сислјон Пелисер игра со Вардар осигурување, Фершпет Работнички игра со Торус. Може би и постојат фаворити во предходните 3 двојки, но во ова ништо не се знае до последниот момент. Блажевски неуспешен за 3. Прави лична грешка Иван Саздов. Нема кош, но има нов скок. Дали ќе остане во напад МЗТ? Не. Стојановски со топката. Саздов. Последни 17 секунди од првиот период. Ке го искористат времето до крајот на четвртината. Охридските кошаркари. Изработена акција. Пик создаден за ситуација за шут. За 11-ката на Амак. За Чубрило. Непрецизено станува 21-17, 4 позитива по првите 10 минути на ова второ четвртфинале. Стојановски, Дамјан Стојановски од редовите на Амак СП најпрецизен со 7 поени. Во спротивниот табор со по 3 најефикасни Дарко Радуловиќ и Милош Трајловиќ со по една постигната тројка. Исто толку има и Синиша Аврамовски, 3 поени. По пауза од 2 минути се враќаме на старт.
кој одбранија успешно првиот напад. Кошаркарите на МЗТ, Соколов за 3, непрецизен нов скок за Дамјан Стојановски, највпечатлива фигура. На почетокот на овој надпревар непрецизен Совковски, во вториот обид останува на една постигната тројка, прекрасна контра. Перо Блажевски не успева да погоди, фаулиран од Александар Совковски. Прва лична грешка, ќе има 2 слободни фрлања за искусниот Перо Блажевски, долги години на кошаркарската сцена во Македонија. Се уште актуелен репрезентативец. Настапуваше во квалификациите преку кои што изборивме место на Евробаскетот во Полска во септември. Неќе знаете, прв противник репрезентацијата на Грција. Нема кош за Блажевски во првиот, прецизен во вториот, многу ретко промашува 2 пати. 3 поени за Блажевски, 21-18. Агоч против Блажевски, за Чубрило, овој за 3, нема тројка, но има скок за Совковски. Стојановски, Саздов ќе го смири нападот. Агоч, Совковски, нема шут, се обиде да асистира кон Чубрило, згазна во аут на челната линија. Трајловиќ ќе остане во напад Амак, но само 10 секунди за обид кон 9 секунди за обид кон противничкиот кош. Агоч ја користи оваа предност по невниманието на Блажевски. 5 поени за Агоч, 23-18. Аврамовски, Радојчиć. Никола Радојчиć против Агоч. За 3 Радојчиć, прецизен, побрз од својот чувар. 23-21, никако не дозволуваат кошаркарите на МЗТ противникот да се одлепи. Највисоката предност изнесуваше 4. МЗТ по една имаат Радуловиќ и Трајловиќ. Соколов, Трајловиќ, Аврамовски одлично го затвори. Рекетот му обезбеди позиција на Трајловиќ да шутира, непрецизен. Стојановски по додавањето на Агоч, прекрасно Стојановски се ослободи од Трајловиќ. Блажевски не се ни обиде да парира, 9 поени за Стојановски, 25-21. Блажевски, нема кош, нема ниту фаул. Саздов греши. Радојчиć, Аврамовски ке шутне, Аврамовски оставен сам, прецизен и тајм-аут за Маријан Лазовски. Ја гледаме судиската тројка, Крстевски, Денковски и Теофиловски. Се враќаме по тајм-аутот за Маријан Лазовски, испреплетени судбините на овие два тима, на актерите на двете страни. Претходно Лазовски, тренер на екипата на МЗТ Скопје. Многу мина кошаркари настапувале и за двата тима. Одиме со напад за Амак, Чубрилов, Фрај,
Совковски, Агоч и Богоев е петорката на охридскиот тим во овој момент на паркетот. Чубрило ке мора да се шутира, последна секунда од нападот, непрецизен Совковски, Блажевски се избори за топка за МЗТ. Радојчич. Аврамовски. Нов обид за 3, овој пат непрецизен Радојчич. Совковски. Фрај. Нема кош за Фрај. Радуловиќ ќе се врати во игра. И Кралевски одново на паркетот на местото на Трајловиќ, кој што веќе ја направи третата лична. Ќе излезе и Аврамовски. Нема кош за Фрај, останува американецот на само еден поен постигнат од оваа позиција во претходните два обида. 1 од 3 билансот до сега. 2 од 4, 50% на реализација од линијата за слободни, 26-23. Прв освојувач на купот на Република Македонија, Годел Работнички против Деликатес, последен со пекарот, тимот на Фен Индустри од Кавадарци. Фрај, конечно Фрај. 4 поени за американецот, 28-23, 5 позитива за екипата на Амак СП. Рекордер во куп над превалувањето, нашиот најтрофеен кошаркарски колектив Работнички со 7 освоени триумфи, со 7 освоени пехари, 4 триумфи тимот на МЗТ Скопје. Најдолга серија, победничка серија во купот, одново Фершпет Работнички од 2003 до 2006, 4 вкупно пехари, едно по друго. Богоев. Агоч против Соколов. Радуловиќ стигна да затвори, а Кралевски го блокираше Фрај. Остана Чубрило сами во последната секунда од овој напад. Поентира за 30-23. Веќе 7 поени позитива. Многу битни поени во последните секунди од нападот. Битни за самодовербата на кошаркарите на Амак. За Чубрило први. Радуловиќ, нема тројка. Скок за Чубрило. Богоев. На средината сме на вториот период. Обид за 3, прецизен Совковски, тука мора да има тайм-аут за Петровиќ. 33-23 плюс 10, време е да се смират кошаркарите. Минута одмор за гостите. (33-23) со втората тројка, вкупно 6 поени за Александар Совковски, плюс 10 за екипата на Амак. Ке видиме како ќе се снајдат кошаркарите на МЗТ Скопје во втората половина од вториот период по овој тайм-аут. Блажевски нема тројка, брзаат и во претходниот и во овој напад кошаркарите на МЗТ и му овозможуваат
на противникот да се одлепи уште повеќе. Совковски непрецизен, ќе има второбит по скокот на Фрај. Сега и тој за 3 непрецизен. Американецот Совковски уште еднаш, но само во аут. Соколов, Радојчич, Соколов, Блажевски, Радуловиќ, Соколов, фаулиран од Совковски, втора лична. Сепак прва за Совковски. Според мојата евиденција втора, според семафорот прва, какви да е. И не е толку битно, 33-23, 3:55 до крајот на вториот период. Има поени, одлична позиција. За Дамјанац сам си го создаде овој шут, прецизен. 33-25. Недостасуваат поените на центрите на МЗТ. За Дамјанац ова е четврти поен. Богоев пенетрира, но непрецизен. Скок за Дамјанац. Еве шанса да се соземат кошаркарите на МЗТ со евентуални поени да ја намалат предноста на Амак, но грешат. Мирно кон противничката половина, Стојановски и Богоев. 3 минути и 10 секунди до крајот на вториот период, 33-25. Чубрило за Агоч. Во аут, напад за МЗТ. Ќе се врати во игра Младен Гамбирожа. На местото на Агоч. Соколов. За Дамјанац. Радуловиќ. Одново Дамјанац, но густо е во зоната на Амак. Фаулира Радуловиќ. Ова е трета лична грешка за Дарко Радуловиќ. 3 има Трајловиќ. Наспротивната страна со 2. Најзагрозен, ако може и така да се каже, Совковски. По една имаат Фрај, Саздов, Стојановски и Агоч. Богоев успеа да го помине Дарко Соколов, со играчот од Струмица минатата сезона. 2 сезони настапуваше во тимот на Струмица. Ефтин Богоев ја освои титулата пред 2 првенства во финалето против Работнички. Лична грешка со број 11. Тоа е Чубрило, Мирослав Чубрило. На линијата за слободни Перо Блажевски. Прецизен Перо Блажевски во првиот обид. 4 поени. Втор од линијата, имаше едно промашување во претходната ситуација. Од оваа позиција сега 2 пати прецизен. 5 вкупно за Блажевски, 27 за МЗТ, 35 за екипата на Амак. Богоев. За 3, прецизен, за 3, Гамбирожа, втора негова тројка, вкупно 7 поени, 38-27, многу лесно постигнуваат поени, бавна е одбраната на МЗТ Скопје во овој дел од надпреварот. Противникот успева да го искористи тоа и веќе плюс 11 минута и 56 до истекот на првото полувреме, до крајот на вториот период. Дамјанац за 2 од врвот на рекетот, непрецизен, форсира шут, непотребно. Не помина ни половина од претходниот напад на МЗТ, многу брзаат гостите од Скопје. Богоев. Чубрило. Богоев.
3 секунди за овој напад. Богоев за 3, има тројка за капитенот Ефтим Богоев. 4 поени, 6-та тројка за АМАКСП. 41-27. Дали се ова клучните моменти на оваа средба кога Охридскиот тим ќе направи решавачката предност? Сопрен Перо Блажевски, Богоев атрактивно, поени за Гамбирожа. Нема реакција од клупата на МЗТ. Амак и одново контра, Стојановски ќе има ли забивање? Стојановски греши во обидот што поатрактивно да ја заврши оваа акција, веднаш потоа прави лична грешка. Тоа е цехот на неискуството, но има време за Дамјан Стојановски. (43-27), 40 секунди до крајот на вториот период. Нема кош во првиот обид за Радојчиќ. Уште еднаш Србинот, конечно прецизен. Четврти поен, постигна една тројка. 43-28. Тайм-аут. Од вториот период, плюс 15 за АМАКСП во вториот четвртфинален дуел против екипата на МЗТ Скопје во рамките на 17-тото издание на Националниот кошаркарски куп на Република Македонија за преодниот пехар на вечер. Напад за домашната екипа. Ова е теренот на АМАКСП. Тука Охридскиот тим настапува во рамките на нашето првенство. Чубрило, нема кош за Чубрило, скок за Дамјанац, Трајловиќ. 15 секунди до крајот на полувремето. Радојчиќ. Ке оди до крај за 3, постигна една тројка, овој пат непрецизен. Богоев, има ли време, уште 2 секунди. Фрај, нема кош, крај на првото полувреме, 43 спрема 28, солидна предност за екипата на АМАКСП со 9 поени. Дамјан Стојановски најпрецизен на надпреварот, 7 постигна Гамбирожа, многу изедначено во поглед на поените, 4 Богоев, 4 Фрај, 6 Совковски, 5 Агоч, 2 Чубрило. На спротивната страна Кралевски 4, 3 Радуловиќ, 4 Радојчиќ, Дамјанац 4, Синиша Аврамовски 2, 3 Трајловиќ и 5 како најпрецизен во тимот на МЗТ Скопје Перо Блажевски. 43-28 по пауза од 15 минути се враќаме на стартот на третиот период од второто четвртфинале од салата Билјанин Извори во Охрид.
21-17 по првиот, 43-28 на крајот на вториот период од второто четвртфинале во машка конкуренција. На 17-тата завршница на нашиот национален кошаркарски куп играат екипите на Амак СП и МЗТ Скопје. Со 9 поени Дамјан Стојановски најпрецизен на надпреварот во првите 20 минути. Дванаесет поени од рекетот за домашната екипа, 4 за гостите, исто толку од загубените топки на противникот за кошаркарите на МЗТ Скопје. Клупата на двата тима, 8 за Амак, 11 за МЗТ. Од контри, ниту еден кош. Од втора, 4 поени за Амак, 0 за МЗТ. 22 скока наспроти 10 во корист на охридскиот тим и тука е предноста на овој надпревар. Најголемото водство за Амак, 16 поени, најголемата серија, најдолгата серија 8 неодговорени коша во корист на охридскиот тим. МЗТ Скопје водеше најмногу со 3, имаше една серија од 5 последователни поени. Тоа е што се однесува до статистиката на оваа средба. Уште еднаш 43-28. На една минута сме до стартот на третата четвртина. Нема шанса за поправен, ова се елиминацијски дуели. Четврто издание на Final 8 турнир во нашата кошарка. Струмица, Битола и Кавадарци, Работнички, Вардар и Фени. Предходните 3 турнири, градови домакини и победници. 2 пати Фершпет Работнички против Вардар осигурување во финалето, предходно во Скопје во 2005-та, 2006-та во Струмица, 2007-та Вардар осигурување против Струмица во Битола, во Кавадарци, во оној го паметиме трилер надпревар. Струмица имаше и 20 поени предност на стартот на последниот период. Домакинот, организаторот, екипата на Фени Индустри успеа да се врати и со тројката на Самарджиев да слави во тоа финале прв трофеј во третиот обид за Фени Индустри. Како против овие 15 негатива, екипата на МЗТ Скопје го има првиот напад во второто полувреме. Блажевски непрецизен, продолжуваат со лошата серија, шутираат за 3 и промашуваат. Кошаркарите на МЗТ го казнуваат секој пропуст во одбраната. Кошаркарите на Амак како Фрај во овие моменти. За Джарид Фрај, 6 поен, 45-28. Радојчич за Дамјанац, нема простор во рекетот, одлично се снаоѓаат Агоч и Гамбирожа, го покриваат целиот простор под кошот на Амак. Богоев, Фрај, греши сега Фрај, Блажевски, имали простор за полуконтра, одлично се снаоѓа Радојчич, прецизен. 6 поени за Никола Радојчич. Одигра 14 минути во првото полувреме. Фрај, 45-30. Агоч, еднаш промаши во првото полувреме, сега втор пат од истата позиција и Гамбирожа од под кошот се обиде на сила. Нема поени, Блажевски создава шанса за Дамјанац. Прекрасна блокада на Джарид Фрај. Ке има ли Цепелин? Не.
бараше асистенција на обрач од Фрај од Богоев. Останува 45-30, нови 24 секунди, затоа што одбраната на МЗТ играше со нога. Фрај. Одново Фрај. Се ослободи од Траиловиќ и во бунар Фрај. Гамбирожа во аут. 7:58 до крајот на третиот период. Останува 45-30. Истата позитива во корист на Амак СП од полувремето. Радојчич прекрасно за Дамјанац. Четврти поен за центарот на МЗТ. 45-32. Богоев. Богоев за Фрај. Со двете раце, суножно, ефектно. Фрај. 8 поени за американецот, 47-32. Нема тројка. Нов дефанзивен скок за кошаркарите на Амак. Уште еднаш резултатите од првите два надпревара, одиграни во првиот надпреварувачки ден во полуфиналниот филтер, кај дамите Вигор Скопје Куманово 68-50 во корист на актуелниот двоен шампион на Македонија во женската кошарка. Панданот во машката Фени Индустри 89-73 победа против тимот на Вардар, но не толку убедлива игра во првите 25, па може би 30 минути за шампионот. Дали кошаркарите на Фени немаат доволно мотивација во младиот тим на Вардар, го искористија тоа кошаркарите на скопскиот состав и беа рамноправни речиси 30 минути. Сепак на крајот искуството и квалитетот пресудија и Фени Индустри славеше. Сега нова тројка, 50 спрема 32 плюс 18 за Амак, лична грешка од Гамбирожа. Дојдовме да победиме, беше изјавата на Александар Петровиќ, тренерот на МЗТ пред почетокот на овој надпревар. Изјави дека одлично ги познава кошаркарите на Амак. На спротивната страна Маријан Лазовски најави дека охридскиот тим е поквалитетен и без Војдан Стојановски, нашиот репрезентативец, кој што е повреден. Ке видиме дали ќе настапи во полуфиналето. Многу потежок пат за Амак СП до трофеот, затоа што во евентуалното полуфинале ќе игра против Фени Индустри, а на спротивната страна фаворит Фершпет Работнички. Дуелот на најтрофејниот тим против Торус е утре во 20 часот. Претходно во 17:30 играат Сислион Пелистер и Вардар осигурување. Кај дамите од 15 часот Билјана 006 и Младинец, второто полуфинале во женска конкуренција. Точно 6 минути до истекот на третата четвртина. Останува во напад екипата на МЗТ. Радуловиќ се отвора. Соколов. Се уште Соколов. Блажевски форсира шут за 3. Блажевски непрецизен. Трајловиќ. Соколов. Соколов, одлична асистенција за Аврамовски, мораше да шутира на прва. Центарот на МЗТ се заглави покрај Јагоч. Богоев на спротивната страна. Богоев од тешка позиција, нема поени и ќе има полуконтра за МЗТ. Не ја користат ситуацијата 4-3. Гостинските кошаркари ја губат топката. Останува 50-32. Немилосрдно истекува времето, плюс 18 за Амак СП. 50-32, 5 минути и 5 секунди до крајот на третиот период. Богоев. Нема кош за Богоев. Трета година едно по друго во обид да го освои трофеот. Ефтин Богоев. Фрај уште еднаш атрактивно. Немокни се кошаркарите на МЗТ против американецот. Тајмаут за Петровиќ. 52-32.
Ја гледаме и импровизираната свечена ложа на овој надпревар под кошот на Амак СП во второ полувреме. Го видовме раководството на Кошаркарската федерација, неколку од колегите новинари и првите двајца на шампионот Фен Индустри, тренерот Емил Рајковиќ и председателот Амир Абет, таму беше господинот Илија Мерџановски. Оттаму од истата позиција се води статистиката во живо на сајтот на Кошаркарската федерација, една новина во нашиот спорт. 54-32 продолжува екипата на Амак. Сега Радуловиќ враќа 54-34. Продолжува со ефикасната игра тимот на Амак. 20 поени, ништо во играта на МЗТ во овие моменти не ветува и не покажува дека гостите од Скопје можат да се вратат на овој надпревар, но да не ги отпишуваме, тоа е пред се тим со фајтерски дух. Не се знае кога ќе се разбудат овие кошаркари. Во модерниот спорт се е можно. 54-34, две слободни фрлања за Ефтим Богоев, капитенот на Охриѓани, прецизен во првиот обид, 7 поен за Богоев, прв во ова второ полувреме. Уште еднаш Богоев и уште еднаш прецизен, 8 поени вкупно за Богоев, 56-34. Во игра е Деспотовиќ во редовите на МЗТ Скопје за прв пат. Трајловиќ, Деспотовиќ, ја губи топката, но сепак Соколов, 5 секунди за овој напад. Соколов за 3 од огромна далечина, непрецизен, но Радуловиќ со офанзивен скок. Потребни се поени за МЗТ. Стојановски со нова украдена топка. Одигра 40 на секунди во првото полувреме. Деспотовиќ, ова е прво влегување во второто за него. Богоев 58-34. Тонели и бролот на МЗТ Скопје во овие моменти. 2 минути и 46 секунди до крајот на третиот период. Деспотовиќ против Агоч, некогаш што играчи од МЗТ Скопје. Деспотовиќ, дали да асистира или да шутира, кош за Мирослав Деспотовиќ, први поени за центарот на МЗТ, 58-36. Богоев. Богоев, Агоч, нема кош за Агоч, скок за Треловиќ, но Фрај му ја зема од рацете топката на својот противник. Плюс 22 на 2 минути и 2 секунди до крајот на третиот период и напад за Амак СП, 58-36. Стојановски, нема шут. Се ослободи од чуварот, па потоа промаши Стојановски, напад за МЗТ. Трајловиќ. Деспотовиќ против Фрај. Некоректно додавање и веднаш лична грешка, четврта за Милош Трајловиќ. Постигна 5 поени, двојна замена. Совковски и Саздов на паркетот, Богоев и Стојановски на клупата. Ќе се одморат во овие последни минута и 40 секунди, пошто ќе следува пауза од 2 минути пред последната четвртина во ова второ четвртфинале на 17-тото издание на Кошаркарскиот куп на Македонија. Совковски постигна 2 тројки. Фрај се разбуди во второто полувреме. Џарид Фрај, 12 поен вкупно, 8 во второто полувреме за американецот, 60-36. Соколов. Деспотовиќ, Трајловиќ за 3, има тројка, еве зошто и покрај 4 лични грешки Петровиќ се решава да го остави во игра. 5 и 3 вкупно 8 поени за Трајловиќ.
60-39. Лична грешка, со број 13, Деспотовиќ, тайм-аут за Маријан Лазовски. 59 секунди до крајот на третиот период. Го гледате резултатот по четвртини, 17-11 во третиот период, има уште една минута, поточно 59 секунди до крајот на третата четвртина. 60-39 и напад за АМАК-СП. Околу 1500 гледачи во салата Билјанин извори во Охрид. Да се надеваме дека во наредните надпревари, кога очекуваме и далеку поинтересна кошарка веќе во втората фаза во полуфиналето, дека оваа сала ќе биде исполнета до последното место, а ќе биде така особено ако во вториот филтер се пласира домашната екипа, екипата од Охрид. На прав пат се кошаркарите на АМАК-СП. 62-39. Саздов, Чубрило, Совковски, во аголот, Агоч, односно простите Гамбирожо со број 8. Лична грешка, Саздов. Девет секунди. Немаат право на фаул, без да бидат казнети со 2 слободни фрлања. Кошаркарите на АМАК направија 4 лични грешки досега. Соколов во рекетот во обид да изнуди лична грешка. Успева Дарко Соколов, точно 1 секунда до крајот на третиот период. Лична грешка од Совковски, тоа треба да е трета. Дарко Соколов, 0 поени за неговото име. 2 загубени топки, 1 украдена, 1 скок во првото полувреме. Конечно прецизен, 62-40. Крај на третиот период, крај на 3/4 од второто четвртфинале. 62-40. Ќе видиме како ќе се снајдат кошаркарите на МЗТ Скопје против АМАК-СП во последните решавачки 10 минути од овој елиминацијски надпревар.
62-40 по 30 минути игра. Имали сила пред се, имали желба кај кошаркарите на МЗТ Скопје да го направат поинтересен овој надпревар. Лична грешка направена врз Агоч. Ке има две слободни фрлања за центарот на составот од Охрид. 21-17 по првата, 43-28 на полувремето, 62-40 на крајот на третата четвртина со овие два поени на Агоч, 64-40. 9 поени вкупно за Слободан Агоч. Радуловиќ против Фрај и Чубрило, фаулиран Аврамовски од Агоч или од Чубрило. Со број 11 прави лична грешка Чубрило сепак. Трета. Уште малку статистика, дури 20 поени од рекетот за Амак, 6 само за МЗТ. Клупата на МЗТ подобра од стартната петорка, 20 поени на спротивната страна, само 8 за резервите на Амак СП. 30 скокови вкупно за Амак СП, 14 за МЗТ, 23 неголемото водство на Амак СП. Веќе 25 минути екипата на Амак СП е во предност, вкупно земено на целиот надпревар. Саздов за 3. Саздов со офанзивен скок, нема кош, изблокиран од Радуловиќ. Соколов. Соколов. Нурие за прв пат на овој надпревар, прецизен за 3. Во првиот обид Едис Нури, 64-44. Совковски фаулиран од Деспотовиќ. Тоа е неговата улога во овој тим на МЗТ, да ги сопре противниците, најчесто со лични грешки. Многу пргав кошаркар, многу често корисен. Аврамовски на клупата, во игра Кралевски. Напад за Амак, Совковски. Лична грешка од кого? Дали од Агоч? Да, фаул во напад. Топка за МЗТ, 64-44, 8-20 до крајот на овој надпревар. Радуловиќ, Кралевски, Нури, Соколов, Радуловиќ, Деспотовиќ. Радуловиќ за 3 постигна една тројка, еве втората, 64-47. Осум поени за Дарко Радуловиќ. Богоев. Совковски. Лична грешка, Нури. Прва. Агоч против Кралевски. Совковски за 3, прецизен Совковски од зад линијата, 6-25. Трет прецизен обид од 6 обиди. 9 поени за Александар Совковски. 67-47, одново 20 поени предност. Сега двојна замена во редовите на Амак, Гамбирожа и Дамјан Стојановски на паркетот, на клупата Агоч и Фрај. Радуловиќ против Совковски. Деспотовиќ храбро за 3, нема кош, скок за Богоев.
Точно 7 минути до крајот на овој надпревар, 67-47, немоćни кошаркарите на МЗТ Скопје, макар да му се доближат на противникот. Има лична грешка од Богоев. Во комуникација со судијата, Денковски Нури, за ова може да заработи само техничка или затоа што го допре судијата, може би исклучувачка лична грешка. Му прогледа низ прсти нашиот ФИБА арбитар. Се разбира во корист на ферплеот на овој надпревар. Огромна е желбата, но немоќни се кошаркарите на МЗТ. 6:35 до крајот на средбата, 67-47. Вториот дел од вториот период беше предност за АМАКСП, позитива која што растеше во текот на третиот период и еве успеваат кошаркарите на Охридскиот тим да се одржат во водство. 67-49, два поени за Кралевски од линијата за слободни. Скупно 7 за Филип Кралевски. Одигра околу 12 минути на овој надпревар центарот на МЗТ. Нури во контра за Радуловиќ. Не се снаоѓа Радуловиќ. Имаше ваква ситуација претходно. Стојановски на спротивната страна во обид да забие. Останува 67-49. 6 минути и 5 секунди до крајот на оваа средба. Совковски одново за 3-7 обид, останува на 3 прецизни. Кеј има кош и дополнително слободно фрлање. Комична ситуација под кошот на МЗТ. Гамбирожа далеку помоќен од Соколов со лева во кошот, повлечен за десната рака, лична грешка и дополнително слободно. 69-49. Очекувавме дерби. Гледаме апсолутна доминација на АМАКСП. Нури против Стојановски. Нури форсира, нема кош. Останува на една постигната тројка во неговиот прв обид на надпреварот. Совковски се ослободува, нема шут за 3. Богоев, 9 секунди за нападот. Богоев против Соколов. Гамбирожа, Богоев, мора да се шутира, 4 секунди до крајот. 3 за 3 Богоев. Нема тројка. Ке оди оваа топка во аут? Не, Нури прифаќа. За малку ќе ја загубеше Соколов. Нури фаулиран од Гамбирожа. Младен Гамбирожа. Дамјанац во игра. Со број 13 на клупата Деспотовиќ. На линијата Нури. Останува на 3 поени. Една тројка, еднаш промаши од поле. Сега прво промашување од линијата за слободни. Еве го и второто. Скок за Чубрило. Топката е кај Богоев. Почнува втората половина од последниот период. 69-49. 4 минути и 45 секунди до крајот на овој надпревар. Совковски за комплетна екзекуција на овој надпревар. Ова е четврта тројка во осмиот обид за Совковски. Вкупно 12 поени, 72-49. Тајм-аут за Петровиќ.
Очигледно е незадоволството кај кошаркарите на МЗТ Скопје. На спротивната страна, кошаркарите на Амак СП веќе размислуваат на полуфиналето. Ке се соочат со тимот на Фени Индустри, кој што во првиот надпревар од четвртфиналето успеа да го совлада Вардар со 89-73. Утре уште две четвртфинални соочувања, Сислијан Пелистер, Вардар осигурување од 17:30 во 20 часот, Фершпет Работнички против Торус. Утре се игра и второто полуфинале во женска конкуренција меѓу Биляна 006 и Младенец 74-49. Соколов се вклопува во сивилото. Соколов, Дамјанац, кош со дополнително слободно фрлање, фаулираше со број 6 Зоран Стојанов, кој што за прв пат влегува на овој надпревар. 74-51. Три поени за Дамјанац во овој напад. Вкупно 8. 74-52. 3:43 до крајот на надпревар. Богоев. Совковски. Богоев сам за 3, прецизен Богоев. 77-52. Капитенот веќе 14 поени. Дамјанац. Соколов, Парадуловиќ, Дамјанац. Од висок пост нема кош, има скок за Кралевски. Гужва под обрачот на Амак. Кралевски фаулиран на крајот на оваа акција од Стојановски. Дамјан Стојановски ја прави третата лична грешка. – 77-53, сега веќе 54. Два поени, 4 пати поред прецизен Кралевски од линијата за слободни, вкупно 9 поени за Филип Кралевски. Во предноста на Амак СП е огромна, овие грешки се дозволени во оваква ситуација. 2:50 до крајот на средбата, 77-54. Ке играат за да ја спасат честа на оваа средба кошаркарите на МЗТ Скопје, но нема да го сторат тоа на овој начин. Ако продолжат да грешат, кога не сака. Нов напад за Амак, го предводи Богоев. Радуловиќ краде, Соколов, лесни 2, тайм-аут за Маријан Лазовски на 2 минути и 3 секунди до крајот на средбата, 77-56. Едно е сигурно, кошаркарите на Амак СП се вториот полуфиналист на 17-тиот кошаркарски куп на Македонија. Но не смеат да се опуштат по овој голем триумф над МЗТ Скопје. Во полуфиналето ги чека актуелниот освојувач на двојната круна минатата сезона, Фени Индустри. За евентуалниот пекар
екипата на Амак ке мора да совлада тројца тешки противници. Првиот е веќе на колена екипата на МЗТ 77-56, точно 2 минути до крајот на средбата. Следува Пен Индустри и најверојатно според квалитетот во финалето ќе се пласира тимот на Фершпет Работнички од втората гранка на форматот на овој Final 8 турнир. Прогнозите велат дека во последниот надпревар, во куп надпреварувањето ќе се соочат двете најквалитетни екипи оваа сезона, тимовите на Фен Индустри и на Фершпет Работнички. Минатата сезона нашиот најтрофеен тим елиминиран во полуфиналето токму од Фен Индустри, домакинот на минатото издание на купот од 93-та до 2008-та. Победници Годел Работнички, реприза 94-та, Деликатес од Кочани, поуспешен од МЗТ Скопје 95-та, уште еднаш МЗТ против вечниот ривал Работнички 96-та. Овој пат како победник во второт, односно во третото финале едно по друго. МЗТ Скопје триумфираше и 97-та против Тиквеш од Кавадарци, Годел Работнички ја совлада Орка од Кавадарци, истиот тим со нов спонзор во 98-та. 99-та МЗТ Бос против Николферд, уште еднаш МЗТ, овој пат како МЗТ Скопје 2000-та против Работнички, потоа два пати Николферд против Работнички и 4 пати Работнички против МЗТ. Неметали ограждени, 2 пати против Вардар осигурување. Тимот што ја освои титулата 2007-та, односно трофеот во купот 2007-та и 2008-та. Пен Индустри против Струмица во најинтересниот кошаркарски надпревар одигран во куп надпреварувањето заедно со полуфиналето 98-та. Односно со финалето 98-та, кога тимот Работнички во последните 3 минути успеа да анулира 13 негатива на Дрим тимот на Орка. ...80, 59, 81, 59. Никола Кузески, први минути, први поени за него. Последни 33 секунди од надпреварот. Одново Кузески, огромна желба кај младиот кошаркар на Амак СП, непрецизен. Нема да има контра, затоа што е сопрена оваа акција поради повреда на еден од кошаркарите на МЗТ Скопје. Со број 10, тоа треба да е Радојчич, да. Последни 15 секунди, 81-59, ова ќе биде најверојатно конечниот исход на овој надпревар. Прегазена екипата на МЗТ Скопје од страна на Амак СП од Охрид. Еве топката во рацете на судијата Денковски, свесен е Дарко Соколов дека неговиот тим потврди на овој надпревар. Конечни 81-59 и полуфинале за Амак СП против Фен Индустри, кој што славеше во првиот четвртфинале надпревар против Вардар 89-73. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Бидете и утре со МРТ каналот. 17:30 Свистлион Пелистер Вардар осигурување. 20 часот Фершпет Работнички Торус, вториот четвртфинален дел во машката куп завршница. Претходно од 15 часот, тој надпревар нема да го гледате во живо, играат Билјана 006 и Младинец
второ полуфинале во женска конкуренција. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и